15! Гледачи, добар ден. Конечно дојде на ред и вашата омилена рубрика од вашиот омилен репортер за вашата омилена телевизија Алџева Дига за Doing Business Report. Вие сите многу добро знаете. Меѓутоа, еве јас само уште еднаш да потврдам дека Македонија е на 4-то место на економски план во Европа. Значи за малку ни избега бронза. И точно е дека ние немаме раст, меѓутоа немаме ни пат во економијата. Затоа денес ја правиме ова анкета и се наоѓаме на било која улица. Еве гледате за каква улица станува збор, во која што ќе анкетираме многу луѓе кои што после кампањата осмели се. Јас верувам дека се осмелија да почнат да се бават со бизнис. И јас верувам дека овде ќе сретнеме многу бизнисмени и ќе ги запрашаме како им оди бизнисот. Еве сега ве молам само да видиме, еве се овде поминуваат. Дечко, извинете, прашам, ти ми личиш на бизнисмен, да ми кажеш нешто бизнисов. Каков бизнис бе, оди бегај таму. Се извинам, само да мора да има некој бизнисмен, значи овде. Господине, извинете, правиме една мала анкета на бизнисмени. Вие ми изгледате како бизнисмен, ве гледам дотеран дале. Па што ќе ми кажете, се бавите вие со бизнис? Да, јас се бавам со бизнис веќе 5 години, од кои една година работев успешно бизнис и 4 години сум на суд. Благодарам. И тоа се случува, знаете како е. Јас се извинам, само да видам некој... Извинете, девојче! Госпоđo, ве молам, ако сакате малку да дојдете, правиме една мала анкета за... Па правиме анкета... Добар ден. Добар ден. Добар ден. Правиме една мала анкета за новите бизнисмени во Македонија, значи како се шири бизнисот. Па што имате да ни го... Многу слабо бизнисот, многу слабо. Знаеш колку слабо се гледа, народ нема пари. Многу криза. Јас да ти кажам право, викам, може се осеќа затоа што одам на разни семафори, не сум на едно место. Не точно. Два, народо нема пари. Да знаете, многу криза, нашиот бизнис најмногу усеќе. Одам имам таму железо да дигнем. Драги гледачи, еве гледате, мора да има некој бизнисмен. Ја, неверојатно, или сме фатиле некоја погрешна. Јас се извинам, само да ве прашам нешто. Добар ден. Правиме една мала анкета за бизнисмени во Македонија. Па да ни кажете дали се бавите вие со бизнис и како ви оди? Па да, со сопругот имаме дуќан веќе 2-3 години. Само што го отворивме, ни се десија многу инспекции, па ни го пломбира. И сега баш сега го носам сопругот на Забар да му ги извадат пломбите. Ви благодарам. Мисла, драги гледачи, како да ви кажам, мора да има некој бизнисмен. Сега добро, ова се деси вакви случаи. Извинете, господине, ве молам. Ја брзам, али добро. Извинете, ве молам. Значи, правиме за нашата телевизија Алџева Дига една мала анкета. Јас сум сигурен дека вие сте бизнисмен. Па дали можете нешто ни кажете за вашиот бизнис? Ја не можам да најдувам зборови да го пофалам овие мерки на владата, мислим стварно е само изванреден бизнис. Мислим стварно сите мерки што се превземени се да земе човек да се восхитува. Ја немам зборови, стварно бизнисот ми иде супер и благодарение на сите овие што се мерки, јас се чувствувам како еден satisfied бизнисмен. А со што се занимавате вие? Со каков вид на бизнис? Видите, за секој успешен бизнис најважно е да биде човек, да биде бизнисот успешен, да имаш прав производ во право време. Еве, например, ја увезувам и продавам вазелин и лубриканти. Мислите, тоа е аксесорис, така? Не. Аксесорис продава брат ми, Горан. Он продава, не мешаат. А какви аксесорис, извинете? Аксесорис за спортски аксесорис, за спорт. За каков спорт? Па за на фудбал, за на кошарка, за секаде. А мислите спортска опрема нешто? Так... Не. Семки, кикирики, сунцокрет, аксесорис со еден збор. А вазелинот, лубрикантите, мислам тоа... Ја продавам лубриканти, да, ја продавам. И иде, многу добро иде. Иде, да ти кажам, крш. Ја не могу да постигнувам, не можем.
Значи да ти кажувам новинар, народот се мачка, мислим, што да ти кажам? Се мачка ептен и многу добро се продава, али ја имаме една тајна и ние со тоа даваме и книга, поклон. Со секој купен Каква производ книга? даваме Кама Сутра. Кама сутра. Да. Зошто? Па затоа што ние мора да мислиме за сутра. Затоа што зависи во кој ден и во која поза владата ги спроведува мерките. А ти се мачкаш? Јас дали се мачкам? Не. Види, значи тоа мора секој човек тежне кон да го намали болката при триење и пожелно е да се мачка заради тоа што анусоидата е константна и овие производи помагаат анусоидот да се одржава во една константа. А разликата измеѓу тој мојот лубрикант што го продаваме јас со моите фирма и другите лубриканти е во тоа што другите лубриканти се мачкаат само на санитарниот чвор. Додека овие лубриканти моите може да се мачкаат секаде, не само по ќошиња, тој може да се мачка секаде, може и по целото тело. Еве на пример ти можеш и на глава да го туриш. На глава. Да бе, да, на коса ќе се наставиш на коса. Како бе на коса лубрикант? Како на коса? Зашто на коса? Како да му кажувам сега дека го дупат у мозок, ај? Како да му кажувам, мислим? Мислим. Драги гледачи, K15!